Добродојавте во нова епизода на подкаст Основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Едно мало извинување зашто не бевме присутни од оправдани причини минатата недела. Се работеше за презафатеност и навистина не успеавме да стигнеме. Рековме дека за разлика од првата сезона, оваа сезона малку повеќе, односно конкретна полусезона од втората сезона, повеќе ќе третираме политика. Имаме гостин лик кој што порано беше во врвот на една од најголемите политички партии, па малку го снема, па сега се шушка дека ќе има камбек, затоа сме да разговараме со Саша Богдановиќ Српче. Сега како да кажеме, подпредседател беше на СДСМ или ја не ги знам, не ги пратам функциите, еве ти ги кажеш Пуго. Не сум бил подпредседател, прво здраво и поздрав до гледачите, фала на поканата, фала и пак на поканата. Не сум бил никогаш подпредседател на СДСМ, сум бил председател на општинската организација на СДСМ Центар. Тоа била политичка функција, сум бил член на градската организација, на извршниот одбор и градоначалник на општина Центар како општествена функција. Значи сепак во врвот на партијата, во раководните структури. Добро, сум котирал тука некаде, високо. Кажи ми, се шушка на големо и тоа ми е непосредна причина зашто те поканив, дека се готви нова партија. Сега не е ни тајна дека беше дел од СДСМ, имаше некој, затоа ќе зборуваме малку покасно, можеби приближување или обид за приближување со знам. Меѓутоа, јас такви информации имам дека се спрема нова партија која ќе биде малку од етнички карактер, демократска српска, нова српска. Можеш ли малку да ни откриеш за тоа ако не е тајна? Некој ми збора дека веќе е формирана партија. Не е тајна. Значи ние објавивме пред неколку дена дека е завршена на законска постапка за собирање на потписи, 1000 потписи што треба да се соберат. Ние собравме 1200. Можам да кажам по мене за релативно кратко време, бидејќи ние сега немаме никакви позиции освен што приватно секој од нас работи. И тоа ни дава за право, значи немаме таа партиска машинерија која што прават поголемите партии или средните партии, па ќе дадат налог, него едноставно ние почнуваме од нула. Так. Идејата настана, односно е од подолго време, ајде да кажам 2-3 години наназад и додека сум бил можеби политички активен, не бев јас во тој процес за да се направи таа политичка партија, него едноставно се приклучи. Луѓето кои што се од српскиот корпус во Македонија, односно србите во Македонија, чувствуваат дека некои работи треба да се променат во општеството за да можат некои работи поврзани со култура, историја, јазикот, идентитетот на србите кои што живеат да се направат подобро. Тоа може да се направи само во рамките на системот, односно со промени во општествените процеси во Република Македонија и едноставно таа идеја уште повеќе доби на силина од кога јас веќе напуштив од СДСМ, почнаа да зборат за кого, како, кој да го превземе да се вотира. И официјално не си член на СДСМ? Не сум член, јас веќе 2 години. Така. Да, јас пред парламентарните избори, како што има член во статут да се зачлениш, така има член да се очлениш и тоа го направив од тогаш, не бев политички активен, но сега во последно време, односно како што најавив во последните неколку недели, ја започнавме таа постапка, завршивме со најголемиот дел, односно најбитниот дел собирањето на изјавите, односно поддршката за формирање на политичка партија. Сега имаме ние формално правни комплетирање на документација, предавање до суд и чекаш. Значи се уште не, и тоа е завршено и сега чекате регистрација. Се е завршено, само сега во судот параф од суд чекате по принцип. Сега они најверојатно треба да ги проверат тие документи. Кое име ќе носи партија? Српска демократска лига. Значи зошто е така? Во минатото во Скопје 1908 година за прв пат се формирала политичка партија која што ги организирала србите кои што живеат тука и од други простори, едноставно се бореле за правата на србите кои што живеат и едноставно сакаме да покажеме некој континуитет на некоја политика која што се борела за правата на србите кои што живеат и на некој начин ние да продолжиме со тоа, нормално во денешно време, тогаш биле други услови. Што и добра и фора како ВМРО, значи да може да печали на стара слава или тоа е можеби интенцијата. Кажи ми председател или тоа се уште не сакаш да откриеш? Да, за сега јас ќе водам партијата, здравје Боже, понатака ќе видиме како ќе се. Ти ќе бидеш, односно ти си кандидат за председател. Јас сум тој што ќе предаде, нели, првиот на согласно законот мора да има прв човек кој што се грижи за финансии, централен одбор и така. Некои звучни имиња ќе не откриеш или се уште би преквитил?
Па, може не е уште време да ги кажам, ајде да доведе прво официјално регистрацијата, имаме луѓе кои што се познати доктори, познати И спортисти. сигурно ќе излезе во јавноста, не. Да. Не. Така да, ајде да почекаме, па ќе дојдам пак кај тебе да ги кажам, да ги презентирам на некој начин. Нема проблем. Се шушка е глупо да кажам, меѓутоа тие се куларските разговори дека ова партија Привезок, односно партија протежирана од ВМРО ДПМН. Не ја гледам искрено, бидејќи ВМРО ДПМН има во своја коалиција, има партија со српски етнички предзнак. Меѓутоа, факт е дека излегуваш од СДСМ, иако на СДСМ и не му треба помош моментално да потоне уште толку, значи мислам, знаеш дека состојбата не треба да ти објаснувам каква е. Има ли вистина од тоа дека имате потикнување, поздрав, така да го наречеме, поддршка од ВМРО ДПМН да основате политичка партија? Значи, ние кога разговаравме за формирање на политичката партија, рековме дека не сме ограничени во соработка, односно со тоа што ќе го направиме као план и програма, ако ни биде прифатлива соработката со некој од политичките партии кои што имаат можност, односно имаат желба тоа да го направат, немаме проблем за соработка, значи не сме ограничени. Дури во последно време, ти го кажа тоа, СДСМ со некои чекори кои што ги прави, ко заинаат или не знам, намерно да се самоубива. ги бутка луѓето, да сака некој да отворите вие дебата, како кога некој веќе затвара вратата. Посебно во последно време што некои напади ги прават, се мешаат во политика на туѓа држава, да влегуваат, вие да имате соработка може со некои опозициони партии, некои кои што се од леви, социјалдемократи и така натака, ама едноставно вие влегувате во директна конфронтација со раководство на друга земја, напаѓате приватни фирми кои што се српски или така натака, и едноставно луѓето веќе реагираат. И добар дел од луѓето кои што се и подписници на тие изјави се поранешни членови на СДСМ и претседатели на општински, што е најчудно, кои што едноставно не знам зашто. Ова е дипломатски одговор, сега сосема друго нешто ме прашувам. Али како се вика, јас и претходно сум имал комуникација и со политичари од ВМРО ДПМН, и од ЗНАМ, и од ЛДП и така натака, така да ќе видиме во кој правец ќе се одвијаат тие разговори, нормално кога ќе завршиме со целата постапка. Немате логистика од ВМРО ДПМН? Не. А од СНС? Не. Немате релации со Српска напредна странка? Затоа што од истата таа партија која што бевте до вчерашен член, да, се согласувам, невкусни се нападите, дека ќе бидете нивна сателит партија, што види не е така чудно. Например, ако се сеќаваш, сигурно се сеќаваш своевремено и официјално има они огранок партија тука, претходно беше на Српска радикална странка на Македонија, која што подоцна се претвори во СНС Македонија, па било официјално, не било официјално, дали го користеа брендот или не го користеа. Мислам дека само брендот го користеа, извини што ти. Сакаш да кажеш дека злоупотребува, дека се злоупотребуваат. Не знам јас кои се релациите, ама мислам дека не е како и СДСМ конкретно ве обвинува дека сте сателит на е план да бидете сателит на Српска напредна странка. Секој кој што сателит на Српска напредна странка, ние се формираме како политичка партија да делуваме во Македонија, значи ние ќе креираме политика во Македонија, значи јасно кажуваме зошто и тоа како е. На крајот јас и кога поднесов оставка и додека бев во СДСМ, не сум знаел дека си баш и официјално си. Да, додека бев и во СДСМ, јас и тогаш имав релации со луѓе кои што се од власта, се од Српска напредна странка. Мене лично премиерот ми се јавил, ќе одиме на отварање на мост негде, дојди појави се да сакаа да покажат тогаш дека еве имаме србин градоначалник или функционер. После тоа некако нагло тргнаа контра и мене и против се што е поврзано со Србија. И едноставно како да сакаат да ги избркаат луѓето. Не е тоа малку чудно, значи сега барем своевремено во 90-тите, не знам кој годиште си, веројатно сме тука негде. Значи сме тука некаде, барем сигурно се сеќаваш дека во 90-тите важеше условно речено за поблиска партија до Србија СДСМ. Кога се случи тој, значи условно речено ти велам, кога се случи тој свич? Затоа што види, сега не знам конкретно и нив соопштенијата кои им ги пишува, ако си ги читал по социјални мрежи, се на прилично ниско ниво, на прилично невкусно ниво, кафеанско, значи не сепак се работи за сериозна партија, која не може да си дозволи да лиферува такви соопштенија, да не речам дилетантски, значи на многу ниско ниво. Каде се случи свичот, они направат некоја лоша проценка дека ете тоа ќе им донесе некој поен плюс, ако особено ако се земе фактот дека и во Македонија да направиш анкета
ги бираат србите за најблизок народ и обратно и во Србија да кажеш ги бираат македонците за најблизок народ. Мислам тоа години наназад е така. Моje мислење дека односно една од причините зашто јас се зачленив во СДСМ, тоа беше 2001 година, ама 2003 формално можев да добијам, тоаш наполнив 18 години, тогаш и добив членската. Затоа што СДСМ нели беше пројугословенска наследник на СКМ, ПДП. Јасно. На тоа и мислам. И најголемиот дел од луѓето, посебно Срби, беа дел од тоа. Како што поминуваше времето, односно се тие односи беа на некој начин во ред, без разлика кој да биде на власт, но после парламентарните избори некако кога да се смени плочата, као некој овие сега последните парламентарни избори, као некого да се, односно и после локалните уште повеќе доби на интензитет, да тоа оди се некако контра против. Како да СДСМ одработува на некој што е против добри односи со Србија. И тоа се гледа, значи, јас некои коментари што сум ги напишал и на Facebook како реакција, не било заради 1, 2, 3, него едноставно тоа само се собирало, не знам, зошто српска телевизија се гледала. Секој може да гледа кој сака, некој може ќе не гледа нас, може нема да не гледа вечер, така е. Зошто влегла банка, имате вие банки од Бугарија и од Грција, од Турција и други едно од најголемите банки Грција се собственици, што со тоа нормално си функционираат со години. Како за ине да се борите против, ајде да кажам, влез на српски капитал и така натаму. Па јас се ми делува дека некој како намерно да сака, СДСМ го користи како алатка за тоа. Има и други српски етнички партии. Не сметаше да станеш дел или сметате дека треба нова приказна, затоа што са дел од нив си, па се да не кажеме истрошени, не си ни ти од вчера политичар, меѓутоа се долго време на политичката сцена. Па добро, јас не би дал таков коментар дека се истрошени. Тоа е мој коментар. Да, секој од нив си има некое свое влијание во делокругот кај што имаат и структура и членство и каде што работат. Реално Стојковиќ партијата мислам дека самостојно освои 4 советници во Куманово, што е респектабилна бројка. 3 или 4 така 4 советници има, да, мислам дека имаат 4 советници. Тоа покажа дека ете во Куманово може да постигнат добра бројка. Знам дека и партијата на Милетич, ама они одеа на коалиционо и они освоија неколку советници, не ја знам точната бројка. Ние прво почнавме разговори со делот тие политички партии, каде што едноставно некои работи што сме ги правеле во минатото, додека бев јас градоначалник, со одредени српски здруженија, со формални и неформални кои што се бават со проблематика за култура, историја, образование, сме постигнале одредени процеси сме ги трнале, кои што се битни за српската заедница, но едноставно после тоа, од кога веќе немав никаква политичка општествена функција, едноставно тоа како да застана. Тие процеси не го доживеа крајниот епилог кој што треба, не знам, во областа на изучување на јазикот, изборен предмет и така натака, едноставно сакавме тој процес да го направиме. Не викам дека во тој дел не превзимаат тие политички партии нешто, но кога веќе имаме таков квалитетен, може повеќе и веќе тоа го работиме, ама го работиме од типот на преку невладени организации се, а ако немаш некој представник кој што секој ден ќе оди по институции, пак имаш правници кои што ќе знаат кои измени треба да се направат, пак имаш професори кои што ќе работат на таа проблематика, да се изготви програма и така натака. Едноставно гледаме дека тие луѓе некако да не сакаше некој да ги вклучи за да можат нешто да сменат. Тие луѓе дојдоа и рекоа ајде да направиме ние нешто. Ова што го говориш дека пак мора институционално да се одиме, потсеќа на основањето на првата влашка партија, тоа сега има моментално две и за жал едната е нели 1000 години коалиција со ВМРО, едната со СДСМ. Меѓутоа првата влашка партија на властите на Македонија, татко ми беше председател на основничко собрание или како да тоа иде, и мајка ми и татко ми беа основачи. Јас кога го прашав татко ми затоа што претходно беа со значи во лига на власи, која денеска така малку помаргинализирана, не е активна како што беше своевремено. Фактички таа ги собираше власи и моите беа многу активни. И баш кога го прашав татко ми тоа, му викам, значи зашто правите партија? Реалното гласачко тело на МРП од србите е многу помало и татко ми тоа викаше, сите бараат да имаш официјално со печат, значи да не е невладина за да те сватат сериозно. Ти си активен и во Спона, ако не се Спона се викаше, Здружение? Генерално ги поддржувам, мислам не само Спона и други српски организации, Српски културно-информативен центар, да, кој што се бави со култура, информирање, хуманитарни акции и така.
Дискриминирани ли се србите во Македонија? Верувам дека не го дели што е впечаток, како што се обидува да се Знаеш како, протежира. не дискриминирани, него едноставно не доволно ги користиме можностите што ни ги пружа државата. тоа е убаво склопено. Тоа никој не го забранува, него едноставно ти во рамките на системот се канализира. Не го канализираш и со некои мали технички измени не го подобруваш. Јас ќе дадам еден пример каде што направивме измени во Бирото за развој, каде што се воведе како изборен предмет српскиот јазик, културата и историјата на србите. Тоа важи и за власите, и за турците, за сите кои што ќе изберат од 3 до 9 оделение. Бидејќи има факултативна настава на српски во Скопска, Црна Гора, Куманово и Старо Нагоричане, ова беше за да може во други места кои што сака да изучува. На крај дојдовме до ситуација да имаме доста пријавени, но да немаме кадар. И ние го имаме истиот проблем. И сега бараме една измена која што сакаме да направиме без пак политичка поддршка, тоа што кажавме, подпис, печат, за да можат луѓето, например, како мојата сопруга, која што исто е србинка, знае српски, има завршено курс за да предава на српски, но тоа не е вметнато со такво, ти бараат педагошки, па да завршиш каде. Значи, едноставно тоа да се направи за да можеме да произведеме или активни учители да ги земеме за да предаваат. Тоа е во корист нормално и за другите. Ова ти е одлична идеја затоа што ќе ти кажам дека на пример јас бев дел од 95-та, првпат се воведува факултативна настава на влашки и јас и не знаевме влашки од дома, меѓутоа доколку секогаш може да се подобриш и не знаевме да пишуваме. Например, моите родители никогаш не знаеле да пишуваат на влашки јазик. Јас знам, тоа го научив на факултативни. Ние кога почнавме, имаше 4 паралелки во Македонија, значи во Круме Кепески, зборам фул паралелка 30 луѓе, во Лазо Ангеловски 30, една во Штип, една во Битола. Сега е жална ситуацијата. Син ми и меѓутоа поентата е во Кузман има каде што сега лани или пред 2 години отиде професорка во пензија и ние не можевме да ја замениме и сега како супститут има една млада невладина организација од Крушево која наоѓа супститут, се снаоѓаме како знаеме. Каде пукна тиквата со СДСМ? Значи не е тајна дека беше близок соработник на тогашниот председател Зоран Заев. Во едни тешки времиња за СДСМ во длабока опозиција, режим на Груевски и така натаму. Има ли вистина во тоа? Јас, например, од општина Центар така сум чул дека една од главните причини за твое разидување, затоа што факт е дека ти може формално пред 2 години си обратил, меѓутоа факт е дека тука се овладеа односите кога не доби поддршката за втор мандат. И дека главна причина за тоа е што не си сакал да се откажеш од мораториумот на градби во Центар, што патем беше твое едно од главните ветувања што си го избутка, значи цела година, цел мандат помина со мораториум на градби. Значи каде пукна тиквата? Јас за овие обвинувања што ги слушавме дека некој предал, издал, така натака, јас да сакав да направам проблем, тоа го кажувам цело време, ќе отидев како независен кандидат, како што направи Максим Димитриевски, сега ќе бев втори или трет мандат, може ќе бев тука како градоначалник. Јас останав со крстот петокрака, така да се изразиме, на чело и останав доследен. Се заблагодарив на поддршката и реков во ред партијата одлучила така, подадов поддршка на актуелниот градоначалник, тогаш да остане и само општина Центар остана победничка. Значи не дозволивме да се раслои. И сега кога ги читате овие обвинувања... А тогаш ще тргна и од општински? Не. Јас сам се повлеков, кога станав градоначалник, ние имавме најдобар историски резултат. Така. И јас се повлеков за да се посветам на општината. Доран стана тогаш председател на општинската. Мораториумот, ќе дојдам и до тоа, значи, јас да сум сакал да направам проблем, јас ќе сум направил со капацитетот, со луѓето и до сега може и таа општинска немаше да постои. Не сум сакал да направам поделба и лично, кога ќе имате прилика можда некојаш да го интервјуете Заев или дел од раководството кој што било тогаш, јас одев им викам немој да направите глупост, бидејќи со такви потези кои што ги правите преку ноќ што елиминирате политички луѓе заради некои ваши размислувања, несогласувања, ајде да има некоја дебела причина па да разбереш, ама едноставно од лични некои побуди или не знам бизнис побуди, едноставно правите проблем за воиднина. Значи ова некој го градел, не само јас и други изминативе 20 години, вие едноставно се ова ќе го рушите. Немаше, не се секира и секи биде како анкетите ќе кажат, јас на анкетите имав најдобри резултати, на внатрешните анкети имав 70%, сите останати кандидати имаат 30%.
И на крајот дојде до тоа што дојде, не е се едно нормално, затоа што Чува беше одлуката си на верувал Заев на лично? Заев на крајот, он пресече, по тоа што ги имам јас информациите, може уште некој Му шепкал. му кажувал се, ама генерално од кога ја спомнуваш одлуката за мораториум, мислам дека притисокот од бизнис заедницата беше голем, Така. навистина, но проблемот не беше кај нас, проблемот беше затоа што ние веќе тие планови почнавме да ги носиме, значи донесовме 9 детални урбанистички планови, кај што сменивме многу работи, највеќе граѓаните за тоа реагира, имаше договор подпишано со невладините организации кои што сега се дел како движење шанса за центар и така натака, кој што не го подпишав ја, го подпиша тогаш заменик председател, подпредседателот на партијата, каде што едно од ветувањата беше да донесеме мораториум. Така, Мораториум да. го викаат инаку правилно нели начин за постапување, односно спроведување на деталните урбанистички планови. И ние имавме прво Уставниот суд која ни обори, рековме уште еднаш ќе донесеме, нормално изменета одлука, Јасно. нели не смееш иста да донесеш после одлука на Уставен суд, и таа донесовме без ограничување, пошто првиот пат ја носевме на 2 месеца, на 3, додека го пробиеме мразот. Кога почнавме да кратиме од објектите, од зградите, да дисциплинираме нешто, нормално е дека кај некој не му одговара тоа. Јасно. Ама на крајот, секаде кај што донесовме планови, повторно имате градба која што е подисциплинирана, ама имате и простори кои што се за урбани средини, за школа, Јасно. за градинка, за парк и така натака. Но едноставно веќе во некои процеси негде тоа затај. Ама јас тие одлуки не ги носев сам. Значи сегашниот актуелен беше директор на аналитички центар ЈОН, кога носевме вториот пат мораториум, он лично контактираше со Заев и вика ако Саша Богдановиќ Српче смета дека тоа е исправно, продолжете. И ние донесоме пак, тоа се не го носи градоначалник, Така. градоначалникот предлага, советот гласа. Јасно. Значи јас сум се консултирал за тие одлуки, ама едноставно дали тој притисок, дали нешто што јас не го знам се случило за да се донесе таа одлука. И сега да дојдеме до крајот, јас видов дека потоа сите политики за кои што сме се залагале во општина Центар, за кои што сме бореле, за кои што сме ги напаѓале, едноставно Се само деклараторни, ги копираат, само се продолжи понатака, едноставно Центар стана едно огромно градилиште, почна да се одобрува се, луѓето кои што биле блиски до мене почнаа да се дистанцираат, да се тргаат, а тие луѓе донесоа многу позитивни промени, вратија 5 милиона евра во општината, ревидираа највеќе планови, донесоа за селекција на многу позитивни работи за кои што се изгради најмодерната школа, се започна најмодерната градинка, спорт, култура, многу работи ќе имаме балја и за тоа тема. И едноставно вие сваќате дека не сте елиминирани политички заради некоја грешка или се, него едноставно ете можда притисок на некого и тогаш вие губите волја веќе за тоа. Ама останувате доследни, значи јас не ја напуштам партијата, не правам, сум можел да направам проблем политички, бидејќи тоаш ВМРО ДПМН излезе ги повика сите да гласаат за сите опозициони, и за ВМРО кандидатите, ама и тие што беа опозициони, тука беше и Максим Димитриевски. Значи останав и кога видов дека сето оди во некој погрешен правец, едноставно се тргнав, дигнав раце и потоа бев... Ја предаде ли СДСМ шарената револуција, односно, начелата идеалите на шарената револуција? Едноставно се потоа се погази, знаеш како, види, тоа е и дежаву кај нас. Милиарда пати сме го гледале да едно зборите во опозиција, друго се прави кога е власт, меѓутоа јас не глас на тие избори за волја на вистината гласав за левица. 2016 зборам, нели, што као беа пресвртни. Меѓутоа, многу луѓе на вистина веруваат дека ќе има поинаков стил на владење после 11 годишното владење на ВМРО ДПМН, кое што во последните години реално беше брутално. Мислам дека СДСМ и коалицијата заедно со ајде да кажам шарените и така натака, нели така популарно ги вика, кои што исто влегува во власт, на почетокот почнаа со одредени процеси, но како после некој време, како после некој време да се пресече со нож. И едноставно вие видовте дека бизнисот на некого стана... Ама и шарените ги измаргинализираа со тек на време скроз. Значи, на некој начин. На многу чуден начин Богоевски го елиминираа од пратеник со некоја снимка која што е лиферувана на некој... Тоа се подземни методи сега, нели да не се лажеме. Да не навлегуваме дали е тоа од овде или од онде, ама едноставно некако се сведуваше на крајот само колку да се задржи власта, а
Ништо суштински не се направи. Дојде само до промена на името и генерално тоа, ништо повеќе не се направи, а посебно последните неколку години со владењето со Дуи, каде што едноставно Дуи стана доминантен. Реално е тоа така, значи факт е дека најголем придонес за оној катастрофален резултат на парламентарни избори има сервилноста на СДСМ со Дуи. Значи СДСМ имаше само еден министер повеќе од Дуи во власта, што е крајно невообичаено, мислам, за таква констелација на односи. За минатите локални избори мислам, и ти него ни криеше дека постои можност за договор со знам да ти да бидеш кандидат за градоначалник на Центар. Зашто не се реализираше тој договор? Не сме имале договор. Има разговори. Јас имав неколку изјави тогаш околу случувањата во СДСМ, каде што во неколку коментари искоментирав дека би прифатил. Максим Димитриевски правилно постапи по мене од сегашна гледна точка, затоа што видов мене што ми се случи и со која цел. Дека Максим Димитриевски испадна похрабар, ајде да кажам, јас бев подоследен, ајде да кажам, на идеологијата. Едноставно он излезе, направи реално на последните избори освои по мене солиден резултат од 40.000 гласа, не е за подценување, зборам за последните локални, зашто сега прв пат настапија како партија, претходно беше само како Максим и како движење. И во една прилика, бидејќи сум председател на Шаховска федерација, имавме средба во општина Куманово за шах, ама отворивме тема за политика, каде се пронаоѓаш, во знам, дали би влегол, дали сакаш да се позиционираш некаде, и јас во тие разговори викам најдобро ми е локалната самоуправа, бидејќи од таму имам највеќе искуство. Сијам бил директор на јавно предпријатие, па после градоначалник, тука највеќе ми делува, да. И му реков, ако имаш некои планови амбиции, јас сум спремен да бидам поддржан и се. Он ми вика, да, ама како член на знам, јас во тој момент истото му го кажав, ние имаме некои други планови, поврзано со сега тоа што го работиме, и он тогаш дали треба со етнички презнак, не, ја викам, знаеш, не ја знаеш проблематиката, затоа ние сакаме, значи идеолошки малце ја гледаме работата. Повторно се видовме уште еднаш, рече ќе прави анкети, на крајот кај нив пресуди дека треба да биде некој што е член на знам, кој што од почетокот почнал, јас реков секоја чест. Кој пат беше член на СДС претходно, на СДСМ претходно. Со тоа што Миро Лабудовиќ многу порано 2014 го напушти СДСМ. Тоа дојде заев. Инаку кога сме кај Максим Димитриевски, значи буквално животот си го стави на линија. Сега ги памтиме нели оние снимки кога са оние малци нели покрупен, погабаритен, кога и беше може и на ретките кои физички се пресметуваше, нели не трпеше само напади. И види, веројатно тоа е грдата страна на политиката. Да вие физички ќе застанете, животот ќе си го ставите, не мора да е тоа Максим Заев, значи пред некого, а утре ќе ме пуштат низ вода, затоа што веројатно и тогаш беше проценката, предпоставам, тоа е политичка логика на Заев, дека ако го поддржи повторно за градоначалник, овие избори не, многу потешко победи Максим, но тогаш беше многу популарен и веројатно се плашеше од тоа Заев, дека може да го гледа како конкуренција за председателското место на СДСМ. Јас поминав таа судбина, само што мене нападот ми беше пред зграда 2015 година од истите луѓе што влегоа во собрание. Кога беа протестите, па нели имав еден така да ти беше нападнат со шипки настан, да, истата група, истите луѓе кои што беа. Така да сме неколку луѓе кои што ајде и физички биле нападнати, фала Богу сме завршиле само со некои физички повреди и тие белези ќе ни останат као сеќавања на некое време. Едноставно, па и тоа е една од причините да никој не вија цени жртвата на некој начин. Значи, Максим Димитриевски и јас бевме оставени последни. Зошто? Максим можеби немаше некои негативни релации со Заев, можеби дел од раководството сакаше да има поголемо влијание во Куманово. Олиер Спасовски. Предпоставувам. И на некој начин тука настануваат тие што се во врвот раководството, секој сакаат од местото каде што да бидат да си имаат свој човек за да нормално си имаат да контролираат базата и така натака. Тоа се случи во Паланка. Тоаш генерален секретар беше Љупчо Николовски, Сања Лукаревска беше заменик председател во Центар, значи секој си гураше свој човек. Ама тоа не треба да го правите во политика затоа што вие елиминирате еден столб
на куќа, на пример, нас таа општинска не била куќа и кога ќе почнете да ги рушите тие столбови, таа куќа еден ден ќе падне. Ама тоа не го сваќа, одеа на брутално да си ставам свој човек, а Заев можеби кумуваше на тоа, конкретно за кај мене во центар, предпоставам дека и лично, не предпоставам, него сум сигурен дека и лично беше заангажиран да не бидам јас кандидат. Максим го препозна тоа, реши да се спротистави на тоа. Јас баш се сеќам, тоаш пишав една порака, пошто за некои работи за кои што се дискутираше, сакав да бидам чист правно да ги докажам дека се така и така. Во врска со постапкиве, со мораториум и така натака, прв пат немав одговор. Збориш SMS му? Да. Обично секогаш одговарам на пораки. Збориме за Заев? Да, и моментот баш беше петок, јас требаше да идам во Црна Гора со сопругата, бевме на едно крштевање и Максим искача со изјавата дека ги собрал подписите и во тој после 10 минути после кога излезе веста ми се јави да се видиме. Ја викам не се секира, јас нема да одам како независен кандидат. Еве нема ни да бидам 3 дена тука, едноставно кажи бива, не бива, не сме не луѓе, сваќаме, значи не сме венчани, еден ден ќе заврши тоа, дали денес, порано или покасно. Во ред во понеделникот договоривме, ние бевме на крштевка, јас се вратив, имавме повторно состанок во влада и генерално пак седнете, договорете се, ама на извршниот одбор беше најгласен дека треба да се направи промена и кога се читаа имињата... А зашто да се направи? Никакво оправдание нема за тоа, нити идеш лошо. Мораториумот, така ќе кажам, мислам дека... И јас мислам дека тоа беше клучно, го затоа што не, знаеш како, мора да видиш после тоа што се случува. Кога нешто менуваш, а не функционирало, после помени се во центар се. Јасно, тоа е така, јас сум и жител на општина центар и тоа е така. Постоеше ли за мене и не толку скриен договор за овие локални избори меѓу ВМРО и СДСМ. Еве ми ја логиката да ми ја чуеш. Сегашниот претседател на СДСМ, мој впечаток е дека е уценет од страна на ВМРО ДПМН, значи прво истрагата за за модуларната е во предистрага 4,5 години, што е крајно невообичаено долго, а се работи за сериозен и многу сензитивен предмет, сепак значи 14 луѓе живи изгораа. Одредени тендери во здравство, знаеш како тоа оди. Мислам претпоставуваш како оди тоа политички. Второ, Венко нема збор, значи индиректно искуство сум имал како лекар, никој тоа не го спори, врвен неврохирург, нема збор, меѓутоа некако не дека е тоа клучен недостаток, меѓутоа му фали харизма, знаеш, секогаш му истата боја на глас. Не ми остава на фајтер мене впечаток. И во сега како некако почна да се буди СДСМ, инаку година и пол немаше ни една жестока критика на власта. И сега што се случи на локалните избори на кои што уште повеќе отиде надоле СДСМ. Имаш ситуација, да, на пример, во Куманово завршија четврти. Они можа да го поддржат овој независниот кој се само 1000 гласа изгуби од Максим Димитриевски, кој што има партија, има власт позади него и така натаму. Во Битола можа да поддржат Габриела од поинаку и да добија, можеби да, таа не е нивни градоначалник, но секако како поддршка ќе учествува и таму во локалната власт. На неколку помали општи исто така киксна и каде ми беше ми избега мислата на уште некое место пуче Карпош него се проценува дека него поддржа Стефче, кој што исто така изгуби за само 1000 гласови. Постои ли и знаеш како договорот еве сега ќе земете 4-5 општини пак да живее партијата? Постоеше ли, видлив ли беше тој договор за пасивизација на СДСМ? Така да го наречеме. Такви политички договори не ги знам, али даваат на некој начин сомнеш и на крајот тоа највеќе реагира и членовите. Јас еден пример го наведував во центар, на пример, го критикував актуелниот градоначалник затоа што за изборите Каја Шукова како кандидат имаше 5600 гласа. Тоа историски во минатото не се случи. 5600 каде? Во центар, како гласови. Значи немаше ни еден флаер поделено, ниту тропнато на врата за нејзе, едноставно како да не постои, како намерно да се жртвува. Додека актуелниот градоначалник тоа што освои првиот круг 8000 гласа, значи имаш 3000 гласа, драстична разлика. Така да вие како да сте калкулирале во некои општини и затоа се јавува сомнеш и нормално луѓето што ќе се тепаме ако
се сомневаат дека нешто можеби е договорено. Мислам дека по секоја цена актуелното раководство ќе се обиде да остане уште некој период, но ако не сменат некои наративи, политики, мислам дека нема да може да мрднат од таа точка која што се сега, која што на жалост е историски минимум на СДСМ. Значи тие сомнежи постојат кај луѓето ги коментираат, ги гледаат. Што ти ке мене што сум нели мислам од страна наблюдувач. И сега едноставно таа агресивна политика е како некој да ви кажа лај сега малце појачај тон за да не те зборат и така некако да го искритикувам, а од друга страна сите други кои што биле главни критичари, еве јас пак ќе се навратам и порано, например Данела Арсовска, на крајот жената заврши како неуспешен градоначалник. Се скара со сите, влезе во конфликт. Не знам за реализации, затоа што не сум видел, тоа сакав да кажам. Али едноставно СДСМ не ја искритикува последните моменти никогаш, например за ништо. Значи, прво имаше критики како најлош градоначалник и ти наместо на таа Данела Арсовска да креираш политика, односно да напаѓаш, да кажеш еве како еден град кандидат ви едноставно преќутувате, дури во еден момент се појавија функционери на СДСМ кои што соработуваа, се појавува на конгрес, кои што многу лоша порака, значи вие се договарате. Јас сум слушал една многу интересна анегдота за тебе, да не ме разбереш погрешно, дека условно речено си бил најглупиот градоначалник, односно кој најмалку украл во општина Центар, односно најмалку си го натоварил магарето, го наполнил кесето, како сакаш. Тоа се лесно проверливо. Тоа се лесно проверливи факти, нели се шалевме и дојде со многу скромно возило и види едно нешто ме интересира. Ке се согласиш дека барем 95% од политичариве не заминуваат, ајде да не речеме побогати, но не заминуваат посиромашниот функција. И сите одеднаш, кога ќе дојдат на власт, одеднаш сенсот за бизнис, сетилото за бизнис им оди до плафон, одеднаш децата, братучедите, роднините, тетките отвараат бизниси кои одеднаш стануваат супер успешни, ама супер успешни за зимање приватни, за зимање државни тендери, а никој од нив во приватен бизнис не успел. Кој е рецептот е да се спасиме од такви паразити? Треба прво да трнете од себе, нормално да си имате. Фала Богу. Да немате таква корумпирали власт, еве си бил сигурно медот пред тебе. Знаеш како? Општина Центар не е сиромашна општина. Ние сме биле, па не е сиромашна, колку беше буџетот, последниот буџет ако не е тајна на општина Центар. Знаеш како се деси короната и тогаш многу приходите се намалија. Буџет беше 720 милиона, тогаш имавме рекордно денари, околу 12 милиона евра. Ама тогаш имавме 101% реализација на буџетот. Едно е планирано, друго е исполнет буџет, имавме баш солидна наплата, едноставно ние сакавме да се докажеме дека нешто можеме да промениме. Значи, нели, се збореше часовникот или бројчаникот, ние вративме 5 милиона евра. Значи, тие се реални, вратени се од пенали, од судски пресуди, ненаплатени казни и така натака, што за општина Центар е колку едно училиште. Така, да. Не сме се пазареле во тие предмети. Едноставно, секој човек кој што, например, имал некој интерес од општината Центар, сте го замолиле за нешто општо добро, не знам, да купи прочистувачи, да помогне некој спортски клуб, да донира за, го направивме јадро, една институција мешовита 50% беа здруженија за култура, 50% општината, ни недостасуваа средства, бидејќи немавме предвидено, замоливме луѓе да помагаат. За лајка исто, например, сме тропнале на врата посебно градежни фирми. Чи сакате нешто сето тоа да го вратите на луѓето за да покажете, бидејќи не секогаш можете преку во рамките на буџетот, програмите нешто да испочитувате. И тогаш сте се труделе тоа да го направите на тој начин. И кај се најмногу пари ако сакате да мутите како градоначалник, претпоставам во градежните дозволи. Па затоа и затоа го дискутиравме мораториумот. Да, урбанизмот. Само што има еден проблем што луѓето веќе не сваќаат. Значи порано сте имале куќи, па почнало да се менува, па станало интересно и така натака. Сега нашиот тренд беше на намалување. Значи ние избришавме некаде околу 14.000 квадрати во 9-детални урбанистички плана. Ако ставиш тогаш 1000 евра дека тоа се 14 милиона евра. Значи сте скратиле, на овој сте му намалиле, на овој сте му стесниле, зависи од потребата која што налагала, односно не ја кажувале урбанистите, и ние сме постапувале. Не сме дозволиле никој да се меша, значи со тоа на комисијата сте дале одврзани раце,
да си го каже за тоа што се школувани и фала Богу тие поменувале. И мислам дека тука на некој начин пукна целата работа, затоа што имавме доста планови пратени и во министерство и во град Скопје, ама ни стоја едноставно. Последна тема, у српство, значи, водете, формирате партија која што е со етнички предзнак, свесен си, не можеш да ми негираш, дека како кај дел од српското политичко милје, еве ајде во земјава матица во Србија, дека постои размислување дека Македонија е српска, дел од функционери тоа и јавно го кажуваат, не го ни кријат, имаше некој заменик министер таква изјава, во минатото зборувам, во последниве година-две, не е тоа значи ретко размислување. Не збориме само во спектарот на крајна десница, значи шовинисти, туку и вака па и во мејнстрим политиката. Еве како ти, како човек кој што е роден, израснал во Македонија, претпоставам сметаш и за србин и за македонец, како сите што живееме тука, како размислуваш на изјава еве од функционер зборам на Република Србија, дека или било кој битен политичар дека Македонија е српска земја? Кој ќе дојде некоја таква изјава, јас често одам на Косово и Метохија, таму имам и пријатели, и јас, например, кога ќе отидам таму, они се радуваат што ќе ги посетите, што ќе ги разговарате, најбитното им е, имаат подршка и од организации, и од државата, и се едно друго да опстанат, живеат во тешки услови после се. Во гето, значи поминувавме кај Копоник, тоа е баш као посебно, да, гетоизирано. тој дело, Раховац, Велика Хоча и така натака. И едноставно се радуваат кога ќе дојдете, не се кријат кои што се обстојуваат и црквата е тука што ги држи, но едноставно не да србуваш многу, затоа што утре тие остануваат. Ние си одиме. И истото јас го кажувам и за тука. Значи, окей, да бидеш србин јак во Белград, во Нови Сад, симни се во Македонија, каде што јас парчето леп воздухот го делам и со влав, и со албанец, и со македонец. Значи, немој да ни предизвикуваш тензии. И на некој начин партијата што ја правиме, имаме многу добри и квалитетни луѓе кои што ја познаваат историјата и баш тоа сакаме да го направиме да ни од едната, ни од другата страна не дозволиме некои такви испади кои што ќе нарушат некој нормален однос кој што го имаме или најдобар. Еве баш тоа го кажав са Бајле бев во Радио Лидер, имаше минатата година, нели, Свети Сава е национален празник на србите во Македонија, што е и верски празник, бидејќи он е прогласен како светец во православниот свет. Имаше еден текст на еден од порталите, ти беа и гости тука, каде што ќе дозволиме ли сега ние македонците Свети Сава да го замени Свети Климент. И тука немаше реакција од типот на историска, духовна конотација, него едноставно некои луѓе лоши коментари, леле, еве србите пак ни прават едно друго. А например кога ќе погледате во историјата сите оние манастири кои што се градени 13-14 век, каде што пример српска властела владеела и во Грција и во овој дел на Македонија, па Косово и Метохија, баш Свети Климент, Свети Наум и Свети Кирил Лешочкиот е граден од српски крал. Така, ама од српска властела и таму нели е цар Душа насликан, ама во истиот манастир, например, ќе ги видите и Свети Сава и Свети Симеон Мироточио, ама ќе ги видите и во други манастири кои што ги граделе они, ќе видите Свети Климент и Свети Наум. Значи они не ги делеле тогаш по етничка линија, по религиозна. Повеќе по религиозна линија. И баш има една црква што на жалост што е уништена на Косово и Метохија, мала црквичка, која што баш има една икона каде што фреска и тоа се наоѓа во МПЦ, се наоѓа еден како проспект, човек кој што на времето ги исликал, баш како Свети Климент му ја предава црквата писмото на Свети Сава, како да го продолжи делото, бидејќи тогаш било да се зачува православието, кирилицата, кириличното писмо. И тоа го гледам јас како спој, ама некој со таков текст изјава како да сака да направи раздор за тие луѓе што не знаат или не се упатени, нормално не можат се да знаат. Истото сакаме да го направиме да нема такви работи од Србија. Значи, окей, имало некои историски моменти во минатото, ама сега сме 2026-та, некои околности се променети и тоа не треба да го наметнуваме и напротив да ни правиш проблем. Затоа викам многу лесно да србуваш или да си србин во Белград или па да си голем македонец и да идеш на некое друго место да го правиш тоа. Не сум љубител на политичари, но ти посакувам многу успех на политичката сцена, па во некоја друга прилика ќе направиме уште. Ти благодарам на времето. Фала и на тебе.